Економска криза, енергетска криза, катастрофална состојба со корупцијата, лоша надворешна политика и што уште не, се ова се докази дека на Македонија и е потребна нова политичка елита на власт. Ковачевски, Спасовски, Османи, Груби и другите во владиниот кабинет не можат да го положат тестот за успешно владење, сметаат познавачите. Универзитетскиот професор Жидас Даскаловски вели дека кога ги погледнеме состојбите на сите полиња во земјава, јасно е дека промени мора да има ден поскоро. Објективно состојбите се многу лоши, нели знаеме дека евроинтегративниот процес е заглавен, знаеме дека сме во една голема економска криза, знаеме дека всушност земјата целата година, па и минатите години кубори се од страшни нивоа на корупција. Така што објективно е потребна нова политичка елита која што ќе раководи и менаџира со земјата и навистина е добро да имаме предвремени избори. Дали тие ќе се остварат или не е друго прашање. Сепак прашање дали власта би се дозволила да оди на избори кои знае дека би ги загубила, според аналитичарот Синиша Пекевски малку е веројатна таа опција, но потенцира дека Ковачевски не е единствен кој се прашува во моментов. Проблем за коалицијата на власт може да представува и состојбата во ДУИ, каде фракционерите се погласно барат одговорност од Бујар Османи и Артан Груби. Не верувам дека власта би се дозволила да иде на избори во кои катастрофално ќе изгуби. Од друга страна гледаме дека во ДУИ се случува нешто крупно и дека веќе отворено бараат промена на одредени министри, дури и симптоматично е времето во кое излегува, така да они се претпоставувам клучниот елемент каде што може да се дозволи дали ќе има предвремени или нема да има предвремени избори. Рейтингот на партиите е уште еден голем проблем за Ковачевски и СДСМ. Според најновата анкета на ИРИ, ако утре се одржат предвремени парламентарни избори, 19% од граѓаните би гласале за ВМРО ДПМН, за СДСМ би гласале 11%, околу 7% својот глас би го дале за ДУИ, а само 6% за политичката партија Левица. Според Даскаловски и Пекевски за власта би било подобро што побрзо да се одржат избори, бидејќи не гледаат начин како би успеале да го подобрат својот рейтинг. Според нив состојбата во државата и сите проблеми наговестуваат дека бројките за нив може да одат само надоле. Видете ги сите анкети, дури оние кои што кажуваат задоволство на граѓаните или доверба на граѓаните кон институциите или во тоа дали или прашањето кога е дали се движи земјата во позитивна насока, ќе видите еден тренд поразителен за управувачката елита на власта. И тоа е еден сигурен знак дека тој тренд ќе продолжи, бидејќи не е од оваа година и од минатите години. Што значи дека доколку се паметни, тие би требало да повикаат предвремени избори самите. Но очигледно во моментов не се подготвени за тоа. Не може да очекува незиниот рейтинг да расте, сога да го видовме дека не е можно да ја менаџира оваа криза и не знае како да ја менаџира, а од друга страна скандалите кои се случуваат секојдневно кои се случуваат и неможноста да ги искоординира и да ги изменаџира покажува дека оваа власт веќе е спремна да падне, ама на избори кои ќе бидат регуларни. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски побара предвремени парламентарни избори на 14 или 21 мај до година. Изборно соочување бари албанската опозиција предводена од Бесана Билал Касами. Сепак засега владините коалиционери Ковачевски и Ахмети не сакаат да слушнат за избори до година. Премиерот порача дека тоа била година за носење големи одлуки во собранието.